Почитувано свештенство, почитувани представници на високообразовните институции, на научните, на културните и секако пред се на драгите велешани, кои што се во голем број. И на некој начин ме воведовте во денешниот настан со прекрасната песна за Миле Поп Јорданов. Јас не само како директор, но и како мајка, многу сентиментално ја доживувам таа песна или химна на градот Велес и ви посакувам да имате успешни институции и успешна работа, како што е оваа мала група на архивски работници, кои што денеска, го одбележуваат јубилеот на 70 години на успешна работа, но пред се на постоење. Јасминка некако успеа да ги каже сите нешта кои што сакав јас да ги споменам, но во секој случај мајката повторно се јавува во улога на историјата. И историјата јас ќе ја споменам, таа почнува со Димче Мире. Не случајно ќе го споменам него, бидејќи Димче Мире е човекот кој присуствува на Асном, и ако ја проследиме оваа монографија, ќе забележиме дека пред овие 70 години на постоење на градскиот архив има една увертира, еден вовед историски за постоење и организирање на архивска дејност во Македонија, но исто така и во градот Велес. Пред да одам на историскиот дел, еве она што авторката на текстот и изборот на документи, доктор Јасмина Дамјановска, не го спомна, секако од скромни причини, но јас ја спомнувам и го честитам трудот. Секако тука се и имињата на Александра Гаштарска, на магистар Наумче Ризовски, на магистар Љубинка Тевчева, Цветанчо Тодоровски, но забележав на крајот од ова монографија имиња на луѓето кои што пред малку беа овде, и ќе ми дозволите да ги прочитам уште еднаш нивните имиња: Наумче Ризовски, Ребека Бајдевска Ѓошева, Енис Маликов, Цветанчо Тодоровски, Славко Јанев, Блерим Зекиров, Љубинка Тевчева, Анита Кочова, Александра Гаштарска, Елизабета Стојанова, секако Јасмина Дамјановска и секако луѓето од техничкиот персонал, и нема да ги прескокнам нивните имиња, ќе ги споменам, бидејќи вложуваат труд. Тоа е Јован Чечајлев, Зоран Кимовски, Сузана Китанова, Александар Темелковски. Знаете, луѓето се оние кои што создаваат историја и затоа се определив да ги спомнам нивните имиња, бидејќи овие луѓе вложиле огромен труд. Гледам дека насловната страница е позади мене, но во оваа монографија ќе проследите поприлично присутна фотографска документација, која на некој начин го представува и она што е како пишана документација во форма на хартија, но има и фотографии. И овдека ќе ги проследиме документарните материјали кои што се создавени 70 години документација и на некој начин е воспоставен еден времеплов на Велешкиот архив. Ќе ги проследите прилозите на Вардарски глас, односно гласот на велешките архивисти. Секако ќе го имате на увид и Велешкиот архив со
бројните своји содржини и како приватни, но и како правни содржини кои што се присутни во архивот или градскиот архив. И ќе видите многу прилози кои, земајќи ја оваа монографија, секако ќе ги спознаете. Например, мене ми е драга на Коста Солев Рацин од 29-та година во една војничка униформа. Драга ми е неговата фотографија со работниците во грнчарската работилница, но и бројни велишани во приватни, во службени изведби. Ќе ги прочитате имињата на браќата Петар и Константин Кушеви од Велес и една прекрасна фотографија направена во 1890 година. Ќе проследите содржини кои што излегувале во Вардарски глас, односно гласот на велишките архивисти. И зошто почнав од она што следи како втора половина на монографијата, бидејќи тоа е едно богатство кое што е овде приложено на еден навистина умешен, учен и трудолюбив начин. И сакам да ја испровоцирам вашата желба да ја имате оваа монографија во рака. И воедно сакам да ги пофалам овие луѓе, бидејќи Државниот архив покрај својот централен дел има 9 подрачни оделенија и нема да сгрешам ако речам дека во моментов тие се најдобрите архивски работници на просторот на македонската држава. И јас ви го честитам.